Добар ден, понеделник, отворање на уште една нова работна недела. Ова е вашето Студио 1, отворено Студио 1 од 14 до 23 часот. Со мене Владко Чаловски и секако мојата колешка Јана Јосифовска. Така е, добар ден и од мене и секако нашто во продолжение следува најавата на содржините во маратонско отворено Студио 1. Стартуваме, како и секогаш, првиот блок со извадоци, односно оние разговори кои што го одбележаа централниот дневник викендов и секако разговор со Богоевски, Павле Богоевски, председавачот на комисијата за Собраниската комисија, која што се крена богами многу прашина во јавноста со сите оние случувања за одземањето на пратеничкиот имунитет на Трајко Велјановски. Секако ќе имаме, односно ќе погледнеме и изјава од петочното отворено Студио 1 од разговорот на колешката Јадранка Костова со Тито Петковски, кој што зборува како од поранешен председавач собраниски спикер ги толкува моменталните состојби во законодавниот дом. По овој повод, секако, фокусот денеска главно е повторно на Собранието на Република Македонија, бидејќи таму се случуваат многу работи по повод со имунитетот за Велјановски. Ке имаме во живо на линк колешката Весна Вилкова Тодоровска, која што ќе не информира што се моментално се случува и зошто е откажана пленарната седница. Потоа веќе 14 часот и 30 минути време за вестите на 1 ТВ, па потоа следува и метеопрогнозата со колегата Славчо Поповски. Со мене и со колегата Владко Чаловски се гледате повторно 15 часот и 20 минути. Гостин ќе биде архитектот Дејан Илиевски. Главната тема, дали на градскиот трговски центар му треба зелен покрив. Зошто? Затоа што беше најавено од градските власти дека е во подготовка еден ваков проект, меѓутоа ваквата најава ги дигна архитектите на нозе, па ќе видиме еве едно стручно толкување. 15 часот и 40 минути време резервирано за анализа на светските случувања со колегата Дејан Андоновиќ. Секако со мене и со колегата Чаловски повторно назад во студиото од 17 часот. Гостин ќе биде Александар Новаковски, адвокат и поранешен генерален секретар на Собранието. Со Новаковски ќе се обидеме да продискутираме повторно околу состојбите во законодавниот дом и главното прашање како Трајко Велјановски си го зачува бар засега пратеничкиот имунитет. 17 часот и 30 минути време за забавниот дел. Стартува со возење со Вучиќ, па потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина и секако терминот на блокот мода и Сергеј Варошлија, модните совети и модните критики. 19 часот и 20 минути стартува вечерниот дел на отвореното Студио 1, домаќин колегата Саша Ордановски. Ке започне со разговор со публицистот Махи Несими. Потоа веќе 20 часот во централниот дневник на 1 ТВ колегата Саша Ордановски, колешката Елена Чугуманова ќе ви ги представат најновите информации, меѓутоа и како гостин ќе биде Ѓоко Котевци, екс-директорот на Шутка, да продискутираат малку околу последните случувања и со затворот, односно ситуацијата со Милејана Киевски и Спиро Ристовски. Ке се обидеме секако да го во централниот дневник да го имаме на линк како гостин и собранискиот спикер Талат Џафери, она што го најавив, собранието денеска во текот на целиот ден од отвореното студио ќе биде во фокусот. 21 часот и 15 минути колегата Ордановски се враќа во студиото во разговор со Бојан Маричиќ, кој што е советник за надворешна политика на владата и малку повеќе ќе каже детали околу надворешниот план на земјава каде се движиме и секако ова отворено студио се заокружува со вестите на 1 ТВ. Да, како што еве Јана хронолошки некако го раскажа денот како ќе се одвива во отворено студио од 14 до 23 часот, така ние почнуваме со хронолошки да се бавиме со случајот Трајко Велјановски, односно зошто и како Трајко Велјановски успеа да го зачува пратеничкиот имунитет, кој што пак го на некој начин штити од притвор. Така. Со оглед на тоа што обвинителството го гони за како еден од организаторите на упадот во Собранието на 27 април 2017 и бидејќи одиме хронолошки да ја погледнеме прво изјавата на
координаторот на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања, Павле Богоевски, која што беше дадена во Централниот дневник во саботата и ќе се надоврземе со Весна Велкова и последните изјави или оправдувања што и како се случи на таа пленарна седница која што требаше вчера да се одвива, но собранискиот спикер ја прекина. Одиме со Богоевски. Што се однесува до отсуството на членот, јас имам информации дека од здравствени причини претендникот на ДУИ не можеше да присуствува на седницата. Најодговорно тврдам дека во овој момент не се сомневам во веродостојноста на проблемите со здравјето на колегата. Оваа изјава на Богоевски всушност беше во однос на комисијата која што Примарно така, она што 4-4 заврши гласањето. вреди да го напоменеме, има многу аспекти на оваа тема која што дел ќе ги третираме во отвореното студио. Многу работи се случија викендов. Примарно слушнавме зошто беше причината за пата да биде, односно нешто што ретко се дешава во комисијата. Да, ова беше образложението од претседавачот во однос на тој членот плюс од ДУИ кој што требаше да гласа, неговиот заменик него смени, па потоа некако се чини се надоврза и вчера епилогот беше да биде прекината пленарната седница на која што пратениците требаше да гласаат и еве денеска нема продолжение. Тоа ќе го слушнеме од Весна, но пред тоа да погледнеме и она што го најавивме, изјава од Тито Петковски, како тој всушност како поранешен претседател на законодавниот дом ги толкува сите овие случувања наназад, како и со многобројните одземања на имунитети на пратеници, така и со актуелната состојба. Нешто чудно се случува во Македонија. Ни одиме во обратна насока, реверзибилни процеси. Првиот парламентарен состав од 1900... Поим за демократија ми делуваме. Не, тоа беше револуционерното време на македонскиот парламентаризам. Период во кој се појавува политички партии, артикулирана јавна сцена, своји програми, проекти, па ако сакате и наметнува пристап последно партискиот систем, кој што прилега на повеќе партиска демократија. Значи, тој парламент, односно тие 2 години, дури да се формира првата партиска влада во Република Македонија, мислам дека беше најубавиот процес во развојот на македонскиот парламентаризам. А се носеа и крупни одлуки. Се носеа крупни одлуки, бидејќи ниту една политичка партија немаше мнозинство во парламентот и природно бевме упатени меѓусебно да разговараме, комуницираме, се усогласуваме, правиме компромиси и тогаш се носеше одлуката која што беше прифатлива за граѓаните, за мнозинството граѓани, независно на која политичка партија припаѓаат. Значи, кога се удираат темелите на една нова држава во тоа време, мислам дека пратениците беа свесни оти учествуваат во нешто значено, историски важно. Но кај нас нонстоп се случуваат некакви историски процеси. Никој не можел да претпостави. Значи, требаше да се надградува од година на година, од избори до избори. Македонската парламентарна демократија требаше да напредува. Политичката култура и така натаму. Контактите со развиениот свет почна да се зголемуваат. Комисии формиравме кои одеа надвор, се едуцира. И тоа требаше да продуцира, да речеме, сосема поинаква, многу повисока политичка култура, многу повисока демократска свест и се разбира на преден план и интересите на државата за кои што сме ние како пратеници биле таму во името на граѓаните. Но ние не постои политичка партија што не бойкотирала. Веќе од 94-та. Вториот круг на избори го бойкотира ВМРО ДПМН во коалиција беа со Демократската партија на Петар Гошев. СДС бойкотирала, албанските партии. Ма ја не исклучив ниту една политичка партија во правењето на ова ретро оценка на нашите собитија во времето за време на владењето на овој политички плурализам. Говорам, наместо да зрее демократската свест и политичката култура, не имавме процес на наметнување на лични, групни и политички ставови.
Мене имам чувство дека од после 94 година во Македонија функционираше принципот на тајф. Сите прифаќаа на некоја група на тајфа, ги наметнуваа своите ставови и преку парламентот им се даваше една демократска обланда, така да кажам, слика на процесите што се случува. А ние практично бевме далеку од интересите на граѓаните и пратениците практично почнаа се повеќе и повеќе да бидат представници на политичките партии независно од изборниот модел, а не на граѓаните. Значи, таа линија двојна на пратеникот, неговата двојна врска да биде представник на партијата, но и објективно според устав ги представува граѓаните, далеку повеќе функционираше линијата пратеник политичка партија отколку да речеме граѓани. Да, но пратеници лесно се купуваат, очигледно. Пака за жал Можда цената е висока, но и тоа сме го гледале во изминативе нема да мислите децении. дека е тоа својствено само за Македонија. Имаше во нашето соседство еден или двајца пратеници станаа богаташи. Мултимилионери станаа затоа што е во еден циклус со една политичка партија, во друга ала Амди Бајрам, нели? Тој објективно кажува, јас сум секојаш со победниците. Но од друга за страна жал пак во се оние Македонија- меници за Да, верност, да. што и тоа па е другата крајност. Затоа реко функционира врската политичка партија, таму имате политички партиски бич за оние што не се послушни. Значи се развиваше свеста кај пратениците, тие мора да почитуваат раководството на политичката елитата на политичката партија, а граѓаните беа у втор план, бидејќи тие не им дозволува мандат, не им дозволува министерски позиции, директорски и така натаму граѓаните говорам, туку политичките партии. И за сметка на квалитетот се форсираше полтронство, лојалност, оние карактеристики што се надвор од пропишаните неопходни карактеристики за еден представник на граѓаните. И за сметка на тоа непотизмот започна да расте, корупцијата и така натаму се надовржува како нуспродукт на таквиот однос на пратениците кон граѓаните. Се враќаме во живо од студио 1, отвореното студио, вашето студио. На линк имаме колешката Весна Велкова, која што е во собранието. Весна, од утрово голема активност во собранието, некој се правда, некој бара одговорност, меѓутоа, како што гледаме, жестоки се реакциите на релација парламентарно мнозинство, собраниски спикер Тала Џафери. Те молам ова малку поопширно, еве ти одвнатре ја следиш ситуација. Да, јас само уште би се надоврзала. Дали Весна има некое официјално соопштение тамо, зошто всушност денеска не се одржа пленарната седница на која што требаше дополнително да се расправа по повод од земањето на пратеничкиот имунитет на Велјановски? Повели. Вака, иако од рано утринава сите активности ваму овде во собранието, собранискиот спикер Талат Џафери ги откажа, од неговиот кабинет објаснуваат дека сето тоа се случило поради презафатеност на пратениците. Но одовде покрај од бројните пресконференции што се одржаа, баш и не е тоа причината, затоа што речиси сите пратеници се присутни по собранието, иако немаат ниту комисијски активности, ниту пак собраниска седница. Јован Митревски од СДСМ по синоќешното неизгласување на имунитетот на екс-спикерот Трајко Велјановски побара одговори од спикерот Џафери. Зошто ја откажа синоќа, ја прекина седницата и не дозволи да се гласа, иако во собраниската сала имаше 63 пратеници. Во секој случај да го слушнеме овде Јован Митревски. Председателот на собранието, Тала Џафери, должи одговор на јавност, должи одговор на граѓаните. Зошто ја прекина седницата за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски? Кворум постоеше. Мнозинството беше спремно за гласање. Граѓаните прашуваат, а Тала Џафери е должен да им објасни и на јавноста и на колегите пратеници зошто беше прекината седницата на која требаше да биде одземен имунитетот на обвинетиот за организација на 27 април Трајко Велјановски. Бараме принципиелност. Собранието е должно да постапува и да му возможи на судот непречено да работи.
Да, од СДСМ уште најавија дека нема да учествуваат во работата на собранието, бидејќи, како што рече Митревски, нема услови за такво нешто. Веднаш потоа на Facebook профилите на пратениците Мухамед Зетири и на Павле Богоевски се појавија статуси во кои исто така бараат одговори од Џафери. Например, Зетири наведе Тала Џафери и Дуи да објаснат на јавноста зошто го спасија нивниот побратим Трајко Велјановски. Го спасија за да ги спаси некогаш ВМРО, ДПМН или пак во прашање нешто друго. Народот вели во секој зло за добро. Јавноста уште еднаш го виде вистинското лице на оваа партија. Зетири уште напиша дека Дуи во 2014 година освоил 153.000 гласови. Дуи во 2016 паднал речиси половина, 86.000. Дуи во 2019 стои прашалникот во Facebook статусот на Мухамед Зетири. Талата Џафери, значи, како што побара СДСМ да одговори зошто не ја закажал, зошто ја прекинал седницата за одзимање на имунитетот на Велјановски, одржа пресконференција. На таа пресконференција Џафери рече дека ја прекинал седницата на 3 минути до полноќ, бидејќи пратеникот Мухамед Зетири довикувал недолични работи од своето пратеничко место. Од друга страна, во разговор со 1 ТВ, Зетири ни рече дека само довикувал побрзо да го стави барањето за одзимање на имунитетот на гласање, бидејќи истекува времето до полноќ. Да го слушнеме овде Тала Џафери. Прво и основно, јас сум председател на собранието. Вокабуларот кој што ќе го користат, дали пратениците, дали председатели на партии, дали кој ќе го користи, тоа си е во нивна надлежност и нивно право. Намерата да се стави на гласање, исто така ви укажувам дека може да ги видите снимките, додека зборува Никола Мицевски беше исклучен и во моментот кога продолжувам да зборам јас, постапува пратеникот од мнозинството Мухамед Зетири, онако како што постапил, како причина за прекинување на седницата. Да, тоа беше накратко објаснувањето на Џафери за прекинувањето на седницата. Инаку Павле Богоевски на неговиот Facebook профил напиша дека Џафери ја прекина седницата поради однесувањето на колегата Мухамед Зетири. Тука со прашање, нели? Не знаев дека лавот отворено бил толку чувствителен, а можеше да го трпи криминалецот Груевски кога сакаше да се тепа со него за законот за јазици. Не, Талат, тија прекина седницата бидејќи се уште твојата партија е во коалиција со криминалната банда на ДПМН. По сите драми и лаги дека на еден член му се слошило, а сте испратиле возило по другата заменичка, не ви дозволивме да ја упропастите работата за време на комисиската расправа, ете затоа ја прекинавте вашата седница. Значи, во меѓувреме, овде во прес салата, прес одржа и председателот на Алијансата, Зијадин Села, на која ги повика обвини дека Дуи и ВМРО ДПМН се уште се во коалиција. Значи, Зијадин Села побара и предвремени парламентарни избори и го нарече спикерот Џафери дека е навистина добар актер. Да го слушнеме овде Зијадин Села. Повеќе е јасно е. Јас не верувам дека мотив има само Талат Џафери за да го заштити Трајко Велјановски. Значи, цело ова сценарио е направено од страна на Дуи. Во време кога се дебатираше за уставните измени, Буер Османи сакаше да зборува за некои продолжени раци. Ама јас уште тогаш скренав дилема дали се работи за пружена рака од надвор или се работи за фатена опашка од негде. Дуи е политичка партија од стариот режим, која е врската помеѓу новиот и стариот режим, и мотивите за да го заштита Трајко Велјановски можда се многу бројни.
Да села обвини дека целата оваа ситуација е сценарио на поранишните коалицијски партнери ДУИ и ВМРО ДПМН. Пред малку овде во прес салата, прес конференција одржа и Артан Груби од ДУИ. Тој пак ја обвини дека целото ова сценарио е всушност меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Тој наводно рече дека синоќа се случило поради комисиската расправа, бидејќи ВМРО ДПМН и СДСМ се договориле без нив да го завршат гласањето. Како што веќе реков, од друга страна пак СДСМ тврдат дека целото она паѓање, слушување на пратеникот Агим Шакири и одење по неговата заменичка во истата комисија е всушност она сценарио за да се забошоти, односно да помине времето и роковите до кога може да биде одземен имунитетот на Трајко Велјановски. Во секој случај, во 2:30 часот, овде во истата оваа прес-сала, своја пресконференција ќе објасни и посочениот Мухамед Зекири, па ќе видиме што ќе каже тој затоа што Талат Џафери всушност прстот директно го впери во него. Студио? Да, Весна, уште кратко би имала прашање, спомена дека е раздвижено во законодавниот дом, односно дека пратениците, дел од пратениците бар се присутни. Дали може би гледаш некаква комуникација помеѓу опозицијските пратеници од ВМРО ДПМН со собранискиот спикер низ собраниските ходници, или може би од парламентарното мнозинство да има некакви разговори неформални со опозицијските пратеници, или за сега сте само во собраниската галерија? Значи, Јана, прашањето е дали се уште стојат добро односите меѓу СДСМ и ДУИ, така? Значи, ДУИ, на истото овде прашање Артан Груби рече дека од нивните односи не се расипани, не се загрозени, дека председателскиот кандидат, односно барањето на консензуален кандидат за председателските избори и понатаму ќе трае, нели, тие ќе го бараат заедно консензуалниот председател. Во меѓувреме, како што јавноста слушна, тие ги обвинуваат, постојано се случуваат некакви обвинувања на релација СДСМ ДУИ или ДУИ ВМРО ДПМН и така. Во секој случај, тие се пресконференциите. Зад куларите на вистина не знаеме што се случува и дали има воопшто средби, но како што веќе реков, СДСМ најави дека нема да учествува понатаму во работата на собранието, бидејќи застига, како што вела туттаму, нема услови за тако нешто. Инаку беше прашан собранишкиот спикер и дали ќе има и понатаму поддршката од мнозинството, тој рече дека се надева дека ќе ја има. Весна Вилкова Тодоровска, ти благодариме многу за овој исцрпен извештај и секако со сите детали ни ја принесе моменталната атмосфера во законодавниот дом и изјавите. Чалски некако се добива впечаток слушајќи ја Весна и сите изјави дека секој со секого од партиите во законодавниот дом се ја префрлаат топката и многу обвинувања. Да, и на крај сите некако бараат одговорност од Талат Џафери. Талат Џафери на крај вели комисијата не ми даде заклучок, немам право да кршам процедура. Не се барем во низата на сите овие реакции, ќе издвоиме и Facebook статус на Кирацовски од СДСМ пред да биде пресод на Талат Џафери, во кој што вели само за да се долови ситуацијата со односот со Талат Џафери, вели синоќа пратениците од мнозинството во собранието беа подготвени да донесат одлука со која му се овозможува на судот да ги продолжи непречено своите процеси. Пратениците беа подготвени да овозможат правдата за 27 април да се тера до крај, но председателот на собранието Талат Џафери ја прекина и не дозволи да има гласање за одземање на имунитетот на Трајко Велјановски. Џафери должи одговор на јавноста зошто ја прекинал седницата, бидејќи кворум постоеше, така накратко гласи статусот на Кирацовски. Веројатно доправа ќе се обвинуваат или ќе бараат одговор еден од друг. Не се наше овде да го затвориме сега студиото, колку толку ја доловевме атмосферата за она што се случува внатре во собранието и ситуацијата со одземањето на пратеничкиот имунитет на Трајко Велјановски.
Јас и Јана се враќаме некаде околу 15 и 20 часот, а сега следуваат вестите со Александар Петрески. Во ексклузив ќе гледате